Кривична пријава за сопственикот на фармата во која почина еден работник, а другиот е со оштетување на мозокот. Државниот инспекторат за труд ќе поднесе кривична пријава до надлежното јавно обвинителство за сопственикот на свињарската фарма во Светиниколското село Амзабегово, каде на 8 јануари на лице место од труење од хемиска супстанца почина 45 годишен работник, а неговиот 53 годишен колега кој притрчал да му помогне е со оштетување на мозокот. Директорката на Државниот инспекторат за труд Весна Томовска вели дека по извршениот надзор ја има утврдено фактичката состојба, а од она што е утврдено работодавачот не ги презел потребните безбедносни мерки во делот на спроведување на работните обврски од страна на работниците, а кои се однесуваат на Законот за безбедност и здравје при работа. Работодавачот не ги презел потребните мерки безбедносни во делот на спроведувањето на работните обврски од страна на работниците, а кои што се однесуваат на Законот за безбедност и здравје при работа, односно дозволил пристап на ангажираните работници на работни места на кои биле изложени на сериозни и специфични опасности, без притоа истите да добијат посебни упатства за работа. Самото место на извршувањето на работните задачи не било обезбедено со знаци за опасност и знаци за задолжително однесување, а како што кажав и во претходната изјава, работниците не носеле лична заштитна опрема за респираторна заштита. Исто така, работодавачот не изготвил и не спровел изјава за безбедност со спроведување на постапка за проценка на ризик на работните места, не обезбедил потребна обука од областа на безбедност и здравје при работа за работниците и не обезбедил наменска лична опрема за респираторна заштита на двајцата работници. Јавниот обвинител кој ќе добие кривичната пријава од Државниот инспекторат за труд ќе одреди квалификацијата на делото и врз основа на тоа ќе се знае колкава ќе биде казната за работодавачот. Томовска вели дека сега обвинителот треба да утврди дали постои кривично дело, а потоа во судска постапка се одредува казната за сторителот. Претходно беше истакнато дека починатиот работник ја отворил решетката која ги поврзува халата со дупката. Тој се симнал во дупката за да го провери шиберот, кој го повлекува течното ѓубриво од халата кон дупката, каде и починал. Неговиот 53 годишен колега кој притрчал да му помогне е со оштетување на мозокот и е хоспитализиран на клиниките во Скопје.